Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани, уште еден круг. Денеска е среда, 31 мај, 11:06 минути термин за магазинот Круг на радио Слободна Македонија. Со оглед на тоа дека веќе 2 дена сме во процес на избор на новата влада во собранието, темата на која што денеска ќе дебатираме е токму посветена на овој дел од развојот и разврската на политичката криза во Македонија. За денеска во собранието е закажано продолжение на вчерашната седница на избор на влада по експозето на мандатарот Зоран Заев. Меѓутоа закажани се и 2 други седници, продолжение на дневен ред избори за председател и заменик председател, членови на комисиите и нивни заменици за избори и именувања, потоа седница и за избор на работните тела. Напладне треба да продолжи седницата за избор на нова влада. Со оглед на тоа дека седницата за избори и именување, односно продолжението на седницата за комисијата за избори и именување почна во 10 часот, меѓутоа со оглед на тоа дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не се појави во собраниската седница, председателот на собранието констатираше дека тие се откажале од збор, меѓутоа немаше доволен кворум за гласање по одлуката на таа точка, па затоа е и паузата во овој период. За сите овие работи денеска ќе анализираме и ќе дебатираме со двајца мои колеги, Столен Наумов и Горан Трапеновски, меѓутоа за тоа по првата пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани, повторно назад во кругот. Како што на почетокот најавив, мои ваши денешни гости ќе бидат моите колеги Столен Наумов и Горан Трапеновски. Ќе дебатираме на актуелната состојба изборот на новата влада и она што се случува, мала анализа на имињата, кандидатските имиња, очекувањата, меѓутоа пред се развојот на тоа на станите во парламентот. Ајде почнам со Горан. Ти доаѓаш директно од собранието. Утрово имаше една седница закажана, ВМРО не се појавија на таа за изборот на председател на имунитетна комисија. Џафери констатираше именување, да. Констатираше дека се откажале практично дискусиите. Ајде некој бриф од тоа што моментално се случува во парламентот. Добро, се види дека некој пречитен договор не присуствува пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и ако не присуствува според деловник нема расправа и се затвара дебатата. И во 11 сатот, затоа и малку и каснев, се затвори конститутивната седница, закажана маратонска на 30 декември, 62 гласа и е избрана комисијата за избори и именувања и Димовски е председател на комисијата. Опозицијата сега има мнозинство во таа комисија. А веројатно и во останатите комисии. Да, си има формула по која што се делат местата во собраниските комисии, таа формула по независноста функционира и нема тука некој проблем. А другата седница која е закажана за избор на останатите тела, таа ќе се сега е закажана таа за во 11:15 треба да се изберат и сите други тела и во 12 треба да продолжи седницата за избор на нова влада. Наумов, дали овој развој на настаните со оваа комисија која што го предизвика и 27 април може да биде вовед во некоја политичка мирна разрешница избор на нова влада нормално? Да, во секој случај треба да му платите на Трапеновски дописник би беше сега малку. Па добро, тоа се. Тоа ми е работа. А не е лоши вода да донесете. На следната пауза. На следната пауза. Мислам дека ќе оди во овој период ситуацијата во некои померни води, затоа што после таа насилна катарза, така да ја наречем, мислам дека и ВМРО-ДПМНЕ менува тактиката. Сигналите за поинаква тактика можат веќе да се прочитаат денови наназад со повторното враќање на терен на Груевски и во некоја цивилна, економска, инвестициона
граѓанска, практична шема, така да ја наречем, наспроти тој силно дозиран национализам и патриотизам. А исто така силен сигнал беше вчерашното обраќање, например, и дискусијата воопшто во парламентот после експозето на Заев, тоа што го зборуваше, например, Димовски, дека ние нема да бидеме... И самиот факт што ВМРО ДПМН дојде на седницата во ситуација која не го признава, демек, Талат Џафери за председател на Собранието, и тоа доволно зборува дека поинаков ќе биде пристапот на ВМРО ДПМН во наредниот период. Ако ги бараме причините зашто е тоа така, не треба многу паметен да биде човек за да одговори дека големи беа штетите. Не зборам за рейтинг, за воопшто за ВМРО ДПМН од она што се случуваше на 27 во парламентот. И можеби тие се така организирана партија секојдневно прават анализи и истражувања. Тие анализи и истражувања покажале дека тој пристап треба да се менува, дека донел повеќе штета отколку ќар, а истражувањата исто така се интересни. Тој отклон помеѓу албанците и македонците како гласачко тело и групирање и мобилизирање повторно во етнички табори не се случи со толкав обем како што се очекуваше. Уште, например, СВСМ добро игра кај албанците, со проценти можеби не е прва како што беше во еден период, ама секако не е ни последна, туку е втора или трета со 15%. И јас и сега овие 2 дена баш во собрание сум по цел ден и таа атмосфера се гледа дека е веќе, дека е друга и во дискусиите и во однесувањето, дека и двете партии, сите пратеници веќе дали извадија некоја поука и веќе однесувањето и дискусиите се во некоја нормала. Е сега, до кога ќе тера таа нормала, дали присуството на амбасадорите по цел ден што седат на галеријата, ќе видиме. За сега ќе биде мирно, али Вчера Талат Џафери водеше првата седница на парламентот како председател. Меѓутоа еден период, случката со Владко Ѓорчев и недозволувањето процедурални говорења најде на сериозни критики од ВМРО ДПМН. Како го оценувате неговиот... Абе, Маријан, тој е сега власт, деловник. И сега деловникот е како што си е. И секој си го толкува како што сака. И сега и Владко е во право, и Талат е во право, зависи како си го толкува. Сега, знаеш, има многу дупки во деловникот и можеш да си го толкуваш како сакаш. Јас сум власт и си го толкувам како сакаш. И че има такви работи, че има овој почеток. Значи, че има такви работи, тоа е и во процесот и во стилот на водење на седницата. Знаеш, дали ќе му даде избор, дали ќе сакаш нешто да протнеш, па да искористиш таа дупка што има во деловникот. Но мислам дека кратко траеше, че има уште многу такви работи, сега зависи од која страна гледаш, сите ќе викате во право. Сите многу полесно ќе рече Талат е во право. Други е во право. Многу полесно се прават трикови од позиција на мнозинство и поминуваат, успеваат. Затоа што такви трикови цело време со деловникот правеше претходно и Вејански. Имаш трикови големи. Така да подсетете се на тоа. Тоа беше добар што сега, тука мора да го пофалиме Џафери, кога му одговори на Антонио сакаше саркастично како беше тоа. Пратеникот Талат Џафери, добро. Сега пратеник ќе зборувам албански, тоа ми го дозволува деловникот. Меѓутоа, дали е кршење на деловникот уставот она што вели професорот Цуцуловски дека пратеникот како се го сејава направо на збор треба да се симне на другата говорница, не од претседателското место. Тоа е веќе релативна работа. Кај го пишува тоа деловникот? Од кај може пратеникот да говори? Пишува ли дека пратеникот не може да зборува од председателската? Пишува деловникот ако зашто имаш ти прави како пратеник и како председател. Како председател, значи ти во име на собранието. Така. А имаш некој став ако си пратеник, не можеш да го кажеш. Не, од кај може да зборува од кај може да зборува Талат Џафери како пратеник?
Може да седне да стане и да дојде на говорницата и да зборува. Правниците, ево да најдеме тројца правници, че имаме четврто мислење. Едни Значи, едни се за, едни ова, едни кршат. Тоа се види, Маријан, тоа се светски трендови за жал или за среќа секако не е, меѓутоа правото е се повеќе политика, уметност на можното станува, наместо политиката да биде само уметност на можното, за жал правото станува. И секој тој што го толкува, си го толкува како што му одговара. Правото наместо да биде екзактна ситуација, станува предмет на толкување, на месење, на расченување, во зависност од интересот на тој што гледаш и го има чека на тебе, така да се Министерство изрази. за правда, министерката вика мислење ни е дадено за градоначалниците. Мислење и ова се знае, значи Ајде тоа се- треба студент, собрание дава, знаеш. Све изместено, не? Да поминеме на една тема која е веројатно по неекзактна или не знам како да ја дефинираме, тоа е составот на новата влада и експозето на мандатарот Зоран Заев. Не ви наликува експозето на експозејата на Никола Груевски? Па види, ако Па добро, ако според тебе Никола Груевски беше еден од најуспешните премиери, тогаш што има лошо во тоа? Не зборам зборам. Тоа Види, јас колку Значи мрзим и кажам, Заев е добар според тебе, така? колку бил успешен ќе покаже времето, веројатно, меѓутоа не, она што е презентирано како програма, дали не ви наликува на експозејата на Никола Груевски? И ако го портретирате Заев, не е типичен СДСМовец. Повеќе кон ВМРО лежи. Не зборувам за идеологија. Зборувам за постапување, поверата- за однесување. Значи, начинот на владење во Струмица. Колку е? 3 мандата. Идентичен Значи, на оној на Груевски на државата. Не е идентичен, меѓутоа има многу добри точки со проекти, со поголема храброст, смелост за влегување во некои проекти, изградба, изнаоѓање на пари, на средства за изградба на работи кои што се потребни на општината. Ако тој концепт, Бил тој пристап го префрли и на ниво на владење национално како премиер, тогаш ќе биде заедно со Груевски еден од може да биде најуспешните премиери. може да биде тоа успешна комбинација, успешен микс, затоа што СДСМ секогаш до сега имал значаен успех во некои стратешки работи, државнички, меѓународна политика. Бил многу внимателен, да не речем нерешителен, така покажува историјата, кој беше и Црвенковски, освен Бучковски, кога имаше еден период, он беше многу по-агресивен во преземањето на носењето на одлуки и поголема решителност. Секојаш се мислеа премногу зреи одлуките, освен, реков, тоа државничко стратешко постапување. Кај ВМРО ДПМН сосем обратно. На штета на тие стратешки, кои што не им беа многу битни, тие микросек се однесува како невладина организација. Правиме проект Као Зоран Заев во Струмица. како Зоран Заев во Струмица. Значи, Но, која е разликата? Разликата е што... успешни од Груевски, Зоран Заев е успешен градоначалник. Значи, која е разликата? Зошто е неуспешен Груевски? Јас реков дека ти викаш дека цело време Груевски е успешен. По таа логика, значи и Заев експозето му е топ според тебе. Не според мене. Ја не реков дека му е добро. Значи, јас се обидел да ги расчинам работи. Кај Груевски не е проблемот што прави. Проблемот е колку пари троши за тоа. Проблемот е дали краде од тие А пари. може да се Колку прави краде? нешто без пари? Не. Може, ако не се краде. или не треба Трпеновски. и Сосема не различни треба- работи се тие. Мислам дека Груевски не падна. Мегаломан. Значи Груевски падна на мегаломанството. Значи да дојдовме во ситуација да нешто што се гради, во принцип ако се гради нешто треба да е добро, ново е. И се дојдовме во ситуација нешто што се гради што е ново, што е добро, кога ќе видиш колку кошта, што можеш и со тие пари и испаѓа дека си против тоа. Например, ствар на вкус. Изградиве како изгледа тоа, но факт е и треба на држава згради. Плаќаат кирија, плаќаат, тоа е факт. Сега, тука е проблем што многу пари се дадени за тоа, што можеш и други работи. Околу експозето, добро, ова е почеток. Секој експозе е добро. Програмата колку што може вчера да ја видам, горе долу тие се насоките и тие се мерките. Значи тоа е економија. Не може сега ја нешто да измислам топла вода. Колку тие мерки се реални, колку се популистички? Значи, за мене имаш реална мерка ако имаш волја и ако имаш екипа, ако можеш да го имплементираш тоа. Значи, јас си да речам, 500 евра плата
Значи треба да имам екипа и треба да имам проекција како да го имплементирам тоа. Значи не е проблем ако имаш визија, ако имаш луѓе. Најлесно е ти да ставиме на хартија. Ево на хартија све можеме да ставиме. Ама треба тоа да се имплементира. Значи во Македонија проблем е имплементацијата. Не се до толку законите. Добро, да направиме на кратка пауза, потоа ќе се вратиме на кадровскиот потенцијал на идната влада. Поштовани, повторно назад, мои ваши денешни гости, колегите Горан Драпеновски и Столен Наумов. Зборуваме за изборот на новата влада. Што се случи со Беса? Па Беса си остана, според мене, на тоа што беше нивните ветувања. По-конкретно, И по-конкретно, значи тие си бара и објавија и телевизија, што не објавија барањата, си бара тие редефинирање на државата, значи да се отворат прашањата знаме, устав, химна, јазик и така натака и така натака. Интересно е Беса, прв пат бев на пресот нивен и од иконографијата што е тамо и од луѓето што беа младината, видов дека не само сега, значи тие немале намера да влезат со Дуи и да учествуваат во влада на Назаев уште долго време. Тоа ми беше клучното прашање. Јас тоа што го видов, таргетот нивен е Дуи и Али Ахмети, локалните избори. И тие се спремаат за локалните избори, имаат анкети, имаат, не знам, анализи, дека и Дуи сега со новите министри, дека е многу послаб, а Беса имаме и пари, сега ја обвинуваат, ја не знам, дека е финансирана, дека е Турција од Ердоган, исламизам и така натака. Но све се тие шпекулации, не знам. Прашањето е дали клучно за невлегувањето влада е условно кажано принципите за кои што и самите Беса и сите се свесни дека се потребни двотретинско мнозинство или пак учеството на Дуи во влада? Мислам дека тоа им е алиби. Зошто го кажувам тоа? Порадикален беше и Села. Многу порадикален. Многу порадикален. Спомнува некој тиранската платформа Села Мела од сите други? Не. Само Беса и со тој меѓународен притисок кој што се изврши, кој што има и сега Беса стои, логички е, значи прв пат видов, и сега 16 години имам искуство и гледам дека нив им е таргетот Дуи, тие во Дуи не одат. Што се вика, што се шегував не тамо, болесни им дават на Дуи и одат. И тој анимонизитет што го имаат, не верувам дека така лесно. Сите беа млади, образовани, нови генерации кои што мислам дека дали глумат, не се толку знаме тоа. Една иконографија, се не можам тука слика, го има ставено Али Ахмети на некролог, каде што им е седиштето пред тоа е ставен како некролог и специјале, криминале, телеком, маđари, знаеш. И јасно ми беше дека овие што е таргетот и кој е фактички вистинската причина. Столе, дали Беса, чекај, само кратко ти за Беса Ајде, прашањето за Беса. Дали Беса е едниот коалиционен партнер на ВМРО ДПМН за локалните избори наспроти Дуи и СДСМ? Во политиката се е можно поготово на локалните избори. Имаше милион ситуации кои што тогаш беа чудни, сега веќе не се чудни. Имаше ситуации кои на национално ниво ВМРО ДПМН и не знам кој коалицира, а на локално ниво таа партија со која што коалицира ВМРО ДПМН коалицира со опозицијата. Политичките интереси се бесконечни, ама они се пресудни секогаш. Видно прашањето е дали има можност, пошто ќе им требат веројатно и на ВМРО за Скопје. Сакам друго да кажем. Беса до локалните избори ќе се однесува вака. Незиниот напад ќе биде фокусиран строго кон Дуи. Се виде тоа и вчера во парламентот, денеска не сум следил, меѓу тоа веројатно со истата риторика и со истиот наратив ќе продолжат. Ма сака да остане невина, макар што и со ваквиот однос невиноста во политиката мора да ја изгубиш. Нема невина ситуација, нема невини членови во политиката. Кај Беса, за кој забележувате една работа, можеби тоа е и договорено. Му направи услуга на Заев. Го отврди целиот тој
Сега не може со еден потек сето тоа се направи, ама тој багаж што му се За товараше на дефинирање. Заев за предавник. Рече Заев ги одби нашите принципи за знамето, за редефинирање, рече не сам- преговарам да, за тие работи. конкретно за И Заев испадна фраерот. Политиката, ти реков, се може би се договориле тоа така да биде, ке соработуваат за работи кои што се клучни. Според мене би требало таква соработка да има во секој поглед за точките кои што се утврдени како патоказ кај Прибе. Од Прибе, односно. Тука би требало и ВМРО ДПМН, затоа што на ВМРО ДПМН, ако веќе зборуваме дека влегува во една цивилизирана патека, на ВМРО ДПМН за да ја задржи, да ја засили таа цивилизирана патека, ќе му треба Ќе се вратим, поддршка и на Прибе. ќе се вратим на ВМРО ДПМН. Ако направивме некој пресек на Беса, дека се согласувам со тебе дека велиш може би на еден начин му направи услуга и на СДСМ со преземањето на платформата на свој грб. Дали Дуј му направи услуга на СДСМ што ги врати најрадикалните и најкатастрофалните кадри од типот на Садула, Дурако и не знам кој во владата? Па не му направи услуга, меѓутоа има една работа што ние не ја разбираме доволно. Албанскиот корпус, не зборувам за политичари, зборувам за гласачко тело, недоволно го познаваме и не го разбираме. Факт за тоа се и резултатите на изборите 11 декември, кои што не ги очекувавме во тој домен да се префрлат. Значи, имат некои математики, јас се обидувам тоа да го претолкувам на следниот начин. Дурако, например, Хазбилика, враќање на тоа командантско лоби, кое што беше доста незадоволно, особено Хазбилика, кое што сепак држи корени на терен. И тоа лоби да се искористи за локалните избори. Тоа е едниот момент. Значи, Садула Дурако може би е лош за нас. Сигурно, како министр се покажа лош. Се не можам толку да се сетам дали имаше конкретно некои работи кои што беа толку проблематични од аспект на корупција, делување, недулување. Меѓутоа повеќе Колку сакаш? повеќе зборувањето беше тука. Знам дека портпаролот зборуваше наместо министерот, така се случуваше во тој период. Меѓутоа на тој терен, тој Садула Дурако сигурно има силно влијание. Не, ама прашањето После тоа, зошто не ги стави да се на реформите на Океј, за реформите. Па Садула Дурако не одлучува за реформите. Треба да ги спроведува само. Мислите дека Заев ќе одлучува таа влада? Па како што не одлучува и нашите партии за реформите кои што изборно им ги наметна странците, така да и тука нема да одлучуваат кој знае како. Сакам друго да кажам. Ти се надеваш дека странците ќе водат владата? Да завршиме, па тоа би било добро. Да завршиме до крај. Кај Дуј, зошто од СДСМ, например, Теута не се вклучени како министри? Што имат своја они политика. Ако тие се блиски до СДСМ, на СДСМ расположението кон нив добро, полајд, ќе го искористат на локалните избори. Значи, таа Теута Арифи ќе биде пак кандидат за градоначалник на Тетово. И тука гласачите на СДСМ треба да се закачат. Меѓутоа, една друга работа да се обидеме да ја изанализираме малку подлабоко. Тој паралелен надпревар таа борба за албанските гласови на Дуј и на Заев. Јас тврдам дека ако Заев го донесе надграден, тој е закон за јазици кој што веќе е донесен, прецизиран, поправен како сакате, Заев ќе биде прва партија кај албанците. Дури можам да кажам дека Дуј ќе го проблематизира донесувањето на тој закон за јазици, а не СДСМ. Затоа што Дуј што ќе добие за нешто што албанците велат дека им припаѓа и кое што Дуј требало да го направи до сега, ама не го направил. Ме разбираш? Значи, ќе биде тука, ќе има тука една поспокојна, ќе има некако промовира. Тоа ќе биде на штета на Дуј. Мислам дека ќе има тука една поспокојна средина, барем до септември за Заев. И Заев, ако е мудар, ќе треба, сега може би на нас толку не ни се допаѓаат тие популистички методи, меѓутоа ветеници ќе треба да се спроведат. До септември ќе се бави повеќе со тие работи кои што се ветени укинување на екстерно, радиодифузна такса, ефтина струја,
што друго има. Тоа се во овие први студена. Горан, имаш нешто овде? Види, за... Кратко, па, или да направиме реклами, па да се вратим? Кратко само за Беса и Дуи. Има овај од 100 лет се согласувам за Беса и Дуи, но мислам дека Дуи ги врати назад орлите радикалите, бидејќи треба да се тепа со Беса. Бидејќи веќе сите знаеме, имаат пари, имаат телевизии, млади се, многу агресивни на терен, многу добиваат симпатии и јас од струга сум, значи од колку толку ги знам некои релации, албанците се уплашени малку од Беса поради им е страв, се плашат од исламизација, од Отоманската империја, од малку да бидат исламизирани и да бидат повеќе под влијание на Турција. И дека тој е најголемиот проблем што со Беса никој не сака од албанците да разговара. Значи никако не сакаат. Пре може да се договарат ВМРО, ДУИ, СДС, ДУИ, села ВМРО, отколку Беса и ДУИ или албанците. Ајде, И тој е сериозен. Правиме кратка пауза одма и се враќаме во финишот. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почнувани во финишот на денешниот круг, мои и ваши гости, колегите Стојле Наумов и Горан Трапеновски. Заев, веројатно, после денешниот ден ќе има сигурни 100 дена и веројатно па со оглед на тоа дека не може да се покрене никаква интерпелација во тие 100 дена за од тој аспект велам. Да, критики нема да биде. Добро, критиките како се дел од политичката. Политичарите треба да бидат джентлмени, новинарите не мора да бидат джентлмени, окей. Прашањето ми е друго, значи веројатно ќе имаме некое мирно лето како што спомна и ти историја дека процес на кој што ќе се новата влада посвети на она што би било да речеме и реформски или популистички закони од укинување на екстерно и така натаму. Што после првите 100 дена, веројатно не очекуваат локални избори, тенко мнозинство од 62 партеници, кои што и денеска се виде дека во секој момент може сите треба па и Ахмети. 67, нали Ахмети не знам толку често да личи. Па да, и од тој аспект прашањето колку долговечна може да биде таја влада и дали двајцата ДПА партеници ќе бидат джокер на Зоран Заев. А така најави Тачи. Макар што Тачи лавира, еднаш вака, еднаш така. Збор едно не Може да не доаѓа, тоа е едниот негов пратеник, што е нагласен. Прашањето ми е да упростиме колку би можела да биде реформска влада со 62 партеника и мнозинство кое што нели речиси нестабилно. Мнозинство што нема двотретинско мнозинство за да ги направи клучните реформи. Значи без ВМРО ДПМН клучни реформи не може да се направи. И уште по едно подпрашање, дали Заев би се одлучил на она што Груевски знаеше да го прави често во изненадувачки момент да оди на предвремени парламентарни избори? Маријан, еден факт ќе кажам. Груевски беше многу по реформаторски насочен, расположен, со поголема реформаторска енергија кога немаше двотретинско мнозинство. Од 2006 до 2008. Кога имаше 40 и колку имаше, едва и која направи влада со Тито Петковски со малцинска поддршка од Георгиевски. Да, тоа беше не е правило. период. Кога имаше двотретинско, тогаш најлошо владееше. Ни Р немаше од реформа. Тогаш беше посветен на сосема други работи. Значи, не е пресудно дали имаш, туку војата е битна и на крајот на криштата во овие 100 дена по инерција многу работи од старата влада ќе се случуваат. Зборуваме за обврски, зборуваме за закони. Например, владата изгласана. Зошто има толку ресори? Затоа што Заев сакал? Затоа што тој закон за органи и управа, како се вика, тој се носи со двотретинско. Тој е донесен, тој не може да се смени. Ако пишува таму, тоа е ради коалиционите капацитети да се зголемат за кадрски инпут во власта. Особено без ресорите. Да. Затоа е ставен. Ако сакаат, И како го менаџираше тоа, ВМРО ќе стави демек бил за економија, НЕК за странски инвестиции и ќе ги направи демек треба волја, ако самак, сакаат не знам што. намалување, ако сакаат Значи, кај реформите само.
интереси на ВМРО-ДПМН да притиска за тие реформи, затоа што тоа што е напишено, за као Библија ни стана тоа со прибе, меѓутоа тоа е добро тамо што е напишено. Интереси на ВМРО-ДПМН е да се спроведе тоа. И ВМРО нема да изгуби со тоа што ќе ги поддржи тие чекори од тој патокас. Напротив, секој што е на власт, тој повеќе сака да кочи за да се истреи работите како и на крајот на криштата ќе треба многу умешност да покаже оваа власт овие 100 дена за да успее да направи поширок тим кој што ќе ги разбие тие ВМРО-вски рестлови, тој партиски рестлови. Не зборувам за професионалци и административци, тие нека си работат и ќе си работат. Зборувам за строго партиски состојби. Затоа што имаме закон кој што има услови како да се кандидираш за НАСА, или за во Вселената те пратат таму. Не знам каков сертификат за англиски. 8 години искуство во професија, па не знам таков директор дали ќе се најде во Македонија, можеби 1-2% од скупните раководители. Ги менува законите за да стаи своји кадри. Па не да ги менува, тоа одложување некој ќе направи на закон, нешто ќе направи. Значи и тука има милион проблеми. Законот е у функција како Веде на пример ќе направи законот за влада и државни службеници што го збориме со сертификати, што се со TOEFL, со тие има. Го одложија тоа. Не, одложен функционира. Не, со TOEFL ова што имаат за англиски, конкретно за англиски го одложија. Не одложен, само беше пролонгиран за да може да полагат, ама сега ново назначение тоа. Ама не е само англискиот проблем таму. Тоа значи важеше за оние кои што беа на функција. Сега јас сум го донел тој закон. Сега иде друга влада. Сега треба да се имплементира тој закон. Така и сите мои што сум ги ставил партиски имаат положено нема. И автоматски ревизија ако се направи. Ако си реформска влада ќе најдеш кадри кои има. Проблемот е ретроактивно не може да го правиш. Треба да се Добро, тука некаде за жал и ние крајот само блиц прашање. Очекувате предвремени парламентарни избори и кога? Па јас мислам дека целата работа ќе се одвива постојано како да избори ќе има утре, како викаше Тито. Ќе терат 4 години. А локалните во октомври би требало се, макар што има и опции кои што велат дека напролет до година заедно. Значи кратко, ако владава сега, ако профункционира, факт е дека до октомври ќе носи популистички методи. Ако анкетите или на локалните избори, ако направат добар резултат, значи убаво ако поминат, ја мислам дека нема ни да чека, дека до година ќе има предвремени избори. Ако 50% освои од општините СДС, ја мислам дека тоа ќе се решат на предвремени избори. Подобар резултат во однос на пород, меѓутоа тоа е подобар резултат. Скопје ќе биде клучно. Мабетот е Скопје по големите општини. Почитувани, за жал тука е крајот, а таман се разтвори дискусијата. Во денешниот круг, значи денеска е 31 мај, круг е емисија на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Мои ваши денешни гости беа Горан Трапеновски и Столе Наумов, мои колеги, новинари. Јас сум Марија Николовски, уредник и водител. Како што спомнав, денеска е 31 мај, имајте пријатен ден. Круг со Марија Николовски на Радио Слободна Македонија.